При крајот на минатата година, Српско-македонското друштво СРМА, едно од најактивните, најмасовните во Битола, и Српско-македонското друштво Шар планина од Крушевац, соседна Србија, воспоставија тесна соработка. На збратимувањето на овие две друштва во Крушевац и се придаде големо внимание. Повелбите со сите почести беа потпишани во општината Крушевац, а истовремено на културно-метничкото друштво Александар Турунџев му се отворија вратите за соработка со слични друштва на општината Крушевац, каде што денеска, барем така се вели, живеат околу 5-16 македонци. Во почетокот на август оваа година, културно-метничкото друштво Александар Турунџев од Битола доби покана како единствен представник од Македонија да земе учество на саборот во Крушако, во големото и богато село Медвеѓе, недалеку од Крушевац. Времето и кај на сивор Србија беше необично топло, но сепак членовите на Александар Турунџев и дел од раководството на Српско-македонското друштво СРМА од Битола тргнаа на пат. Се додека не ја минавме македонско-српската граница, во автобусот беше еднолично. Главно се раскажуваше за досегашните настапи на битолските фолклористи, но и за тоа што ги очекува од турнејата ни Србија. Беше необично топло, но климата во автобусот придонесе да се создаде навистина весела атмосфера. Некаде околу 17 часот стигнавме во Медвеѓе. Не пречекаа многу луѓе, но тие што требаше беа тука. По пречекот со леп и сол, традиционален обичај кога доаѓаат гости, обичај што се практикува, се разбира и кај нас, од големата погача речиси не остана ништо. Тука во училиштето сите добивме распоред каде кој ќе биде сместен. Се сместивме, се разбира, по домовите на мештаните. Се беше предвреме организирано. И за тоа воопшто не чекавме долго. Напротив, дури доброволно се јавуваа семејства за да прифатат некој гостин од Битола. Медвеѓе е големо село. Познато е по гостопримството, но и по тоа што тука, заради рустикалноста, се снимаат речиси цели телевизиски серии. Немаше време сега да се запознаваме повеќе со селото, зашто сите тргнавме по домовите каде што бевме сместени. Следниот ден се собравме на сред село. Никој не се пожали од гостопримството на домаќините. Напротив, сите имаа полни ушти пофалби. Беше голем празник, Света Петка, а недалеку од селото имаше манастир каде што се одржуваше богослужба. Ние бевме почестени и со тоа што бевме поканети на богослужбата, а уште повеќе што тоа беше слава на целото село. Денеска е голем празник, Света Петка. Најголемиот дел од жителите на селото каде што сега сме лоцирани
се во надвор од селото, една прекрасна овде убавина, денот е на црквата, на манастирот и веројатно цело село ќе биде тука, па заедно со останатите, односно со жителите на Медвеđа, тука сме и ние, односно членовите на културно-етничкото друштво Александар Туруџев од Битола. Еве ќе покажат нашите кади што се имаме сега. Овде да видиме, да доживееме, потоа одиме на концерт што со натрпение го очекуваат мештаните, жителите на селото, со натрпение ја очекуваат средбата со фолклористите на Александар Туруџев. Покрај богослужбата, во дворот на Света Петка се одржа и мала културно-метничка програма. Денот го искористивме и за посета на други манастири кои ги има во околината на Медвеѓа. Денот одминуваше, но од исчезнувањето на августовската жештина немаше ниту трага. Недалеку од големата селска црква, што се уште се доградува, има огромен слободен простор. Домакините тука имаа подигнато огромни шатори, бина и беше донесено се за мегдано да се претвори во вистински панаѓер. Конечно се стемни, но од бројните сијалици се беше како да е ден. Низ просторот одекнуваа мелодични звуци од стари српски песни.
Во еден момент помисливе дека сме на битолските и линденски денови. Народ од сите возрасти вриеше како во кошница. По поканата што ја добивме уште пред да тргнеме за Медвеѓе, но уште повеќе, откако стигнавме во ова богато српско село недалеку од Крушевац, разбравме дека како единствено друштво од Македонија сме поканети да земеме учество на фолклорниот фестивал Сабор у Крушјаку, што во Медвеѓе се организира по пауза од повеќе од 20 години. Женски вооружившися, постническими подвиги, постом и молитвами и слезними каплями. Начело на селото сега има млади ентузијасти кои, поддржани од мештаните, решиле да го обноват фестивалот и да ја вратат песната и орото кај Крушарникот, каде со векови се одржувале речиси сите веселби во селото. На Саборот беа поканети да учествуваат десетина културно-уметнички друштва од овој дел од Србија, односно некаде од Врање до Деспотоваc. Но необично ни годеше кога слушнавме дека одвај го очекуваат настапот на фолклористите од Битола, од Македонија, односно од друштвото Александар Дурчев. На поканата на која беше внесена програмата за Саборот, прочитавме една необично симпатична лирска песна. Ке ја видите во оригинална верзија, а ние почитувани ке ја прочитаме на македонски. Во Крушарникот, крај црквата, на средината од убавото село, се играше оро-бело. Тука мајката својата ќерка ја следи до кого во орото ќе се пати. До сиромов убавец или силен богаташ. Еј, девојче убавице, кому му ги даваш рацете? Дали на мајка ти ќе ги дадеш? Дали за неја срцето на вистина ќе ти заигра? Се разбира, младата мома рацете ќе ги подаде кон саканијата. Ако беше за мајката, немаше да поита кон орото кое се биеше насред селото, извезено со млади ликови од двата пола. Настапот на друштвата беше проследен со големо внимание.
Нема никогаш да погрешиме ако кажеме дека во Македонија и Србија се игра и се пее како ретко каде на други места низ балканските простори, па дури и пошироко. Ората и песните се нижеа како гердан. Повеќе од 2 часа се плетеше фолклорна плетенка која бликаше од раскошни носи, добро извежбани ора и песни полни со млади ликови од кои издираше непрестана насмевка. Ајде малку сите да уживаме во фолклорната плетенка која ја плетеа младите момчиња и девојки од разни страни на Србија, во која на моменти ќе се видеше и по некој фолклорен елемент што го имаме и во нашата орска стара традиција.
Одве се дочека мигот од настапот на битолските фолклористи. Друштвото Александар Турунџев заради екот на одморите во Медвеќе допатува само со женска фолклорна група, но и таа беше поздравена со овации. Ќе го проследиме настапот на битолските фолклористи, кој со големо внимание беше проследен од публиката кај крушарникот на сред селото од Медвеќе.
Фолклористите го завршија својот настап. Мина полноќ, а селото се уште вриеше како да е сред бел ден. Уште беше необично топло. На заедничката вечера не послужија со кисела зелка. Малку ни беше чудно како ќе јадеме кисела зелка во оваа горештина, иако паниците навистина беа полни со месо. Но сепак јадевме сите и навистина се освежи. Да не бидеме погрешно сватени, не јадевме само кисела зелка. Напротив, тоа јадење ни беше понудено само еднаш на трпезата. Додека бевме во Медвеѓа, постојано не служија со печено свинско месо. Слушнавме дека за фестивалот гостоприемливите домаќини испекле дури 20 големи прасиња. Печено прасечко месо ни беше нудено дури и за поручек во раните утрински часови. Следниот ден, или на денот по концертот, откако стекнавме многу нови пријатели со решиси многу семејства од селото, тргнавме за Битола. Имавме во план да ја посетиме Врњачка бања, но кога автобусот тргна од Медвеѓа, мислите на сите ни останаа таму. Одвај се разделивме со новите пријатели, иако со нив се дружевме само неколку дена. Не здружи песната, не здружи орото.